стапи на сила Законот за заштита на укажувачите. Се работи за закон кој ги обврзува сите компании со повеќе од 10 вработени да воспостават внатрешен систем за пријавување неправилности, односно да изберат едно лице во кој вработените имаат доверба и на кој ќе му ги пријавуваат неправилностите за кои сметаат дека се присутни во работата на компанијата, а чие решавање е од јавен интерес. Фирмите кои имаат повеќе од 10 вработени мора да имат внатрешен акт, значи одреден правилник со кој ќе се регулира тоа заштитено внатрешно пријавување и да одберат лице кое ќе биде овластено лице за прием на пријавите од укажувачите. Додека кај помалите фирми испод 10 вработени, тоа пријавување треба да се врши кај раководното лице, фактички кај директорот на фирмата. Личните податоци и идентитетот на укажувачите нема да се открива, а и самата информација е доверлива. Ако настанат последици по работниот однос на укажувачот да добие отказ или промена на работното место, судските постапки по тој основ ќе се водат по итна постапка и обврската за докажување паѓа на другата страна. Обврската за примена на овој закон важи и за јавните и за приватните компании. Бизнис заедницата во најголем дел смета дека примената на законот ќе значи дополнителен административен товар врз приватните компании. Моето лично мислење е дека овој закон е непотребен кај приватниот сектор. Тој повеќе требаше да ги заштити така наречените свиркачи во јавниот сектор и во институциите, додека правото на секој работник, на секој граѓанин да пријави одредена неправилност или сомневање за злоупотреба во Министерството за внатрешни работи, во кај јавниот правобранител или кај обвинителството си останува и понатаму. Законот предвидува оваа функција во фирмите да може да ја вршат правници, економисти или кадри со завршен факултет за безбедност и одбрана. Назначените лица ќе имаат обврска на секој 6 месеци да поднесуваат извештаи за работата до Државната комисија за спречување корупција. Иако законот не предвидува рок во кој ќе можат компаниите да се адаптираат на неговите потреби, сепак предвидени се глоби во износ од 2000 до 6000 евра за фирмите што нема да воспостават ваков систем. За исполнување на оваа законска обврска, фирмите очекуваат Министерството за правда наскоро да ги објави препораките за имплементација на Законот за заштита на укажувачите.